Јавните здравствени установи од 1 јуни ќе можат со новиот инструмент здравствена задолжница да ги пребиваат долговите. Целта е да се обезбеди поголема интерна ликвидност, бидејќи здравствената задолжница ќе биде гарант за наплатата на долгот. Задолжницата ќе треба да биде потврдена од Фондот за здравство. Доколку не биде наплатена од должникот, долгот ќе треба да го плати фондот. Обврзницата ќе гласи на сумата не повисока од 30% од буџетот на здравствената установа по претходно обезбедени средства за плата, лекови и набавка на материјали. До јуни ќе треба да се коригираат и цените на некои услуги за кои што министерот Тодоров потенцира дека се високи. Јавните здравствени установи нема да смеат да издадат задолжница без таа да им биде потврдена од фондот, а издавањето на таква задолжница и таа издадената таква задолжница ќе биде ништовна. Доколку е доспеано побарувањето, а во рокот кој што е предвиден, плаќањето не е извршено, односно долгот не е платен, во тој случај сопственикот на задолжницата ќе има право истата да ја поднесе за наплата и да бара од Фондот за здравствено осигурување да средствата кои што се гарантирани со задолжницата бидат исплатени. Со задолжницата ќе може да се покрива само основниот долг, што го има, но не и каматата. Следна битна работа е дека оној кој што ќе издаде задолжница, тоа се казнените одредби, оној кој што ќе издаде задолжница спротивно на прописите на овој закон ќе биде кривично гонет.